Вчера Советот ја одржа својата 34-та седница на која како точки беа поместени неколку кои што се од значење од јавен интерес за вас. Прва ви ја спомнал тоа што на вчерашната седница се донесе измени и дополнување на буџетот за 2023 година. Не дека беше неопходно да се прават такви измени и дополнувања, но мораше за да се вклопат оние средства кои што значат блок дотации за плати и надоместоци во основното средното образование, во библиотекарството, во детските градинки, во старскиот дом и во пожарната за зголемување на месечните примања на вработените во овие институции и со тоа мораше тие средства дојдени како зголемени во блок дотациите од централниот буџет да се вклопат во овој буџет за да можат да се исплатат и преостанатите две плати во текот на оваа 2023 година и она што може да се забележа е негативен тренд е тоа што повеќе од 8,5 милиони денари се скратени како директна инекција која што стигнува од централниот буџет, односно основниот буџет на општина Прилеп беше намален за 8,5 милиони денари, кои што нема да се слеат оваа година од ставката за блок дотација од данокот на додадена вредност. Во централниот буџет се собрале помалку пари од данокот на додадена вредност и по нивната методологија на пресметување, нашиот буџет се намалува за 8,5 милиони денари, кои што ни беа ветени со буџетот за 2023, со централниот буџет за 2023 година. Би ја искористил приликава да ви информирам и за следно, што сметам дека е вака посериозно прашање на кое што треба да за кое што треба да информираме јавноста, тоа е дека имавме очекуван прилив во буџетот на општина Прилеп од 15,5 милиони денари заради за концесиски услови. Давање и издавање на концесиски услови, тие се 78% од она што уплаќаат фирмите кои што вршат ископ на минерални суровини. Истите требаше да стигнат на сметката на општина Прилеп кон крајот на септември оваа година, но за жал заради условно кажано техничка грешка, истите били уплатени на сметката на буџетот на општина Ресен. Тие 15 милиони денари за основниот буџет на општина Прилеп ќе значеа исполнување на рамката од 75% собирање на приходи кои што ни беа предвидени во буџетот за 2023 година, а со тоа исполнување на условот за буџетот да се зголеми за дополнителни 10%, односно 34,6 милиони денари. Со ваквата административна грешка, ние бевме спречени буџетот да го надградиме за 34,6 милиони денари. Со тоа директно се влијаеше врз рентабилноста на буџетот, меѓутоа и врз она што значеше дополнителни проекти, добра ликвидност на буџетите на јавните претпријатија кои што зависат од субвенционирање и од плаќање на фактурите на локалната самоуправа за одржување на јавната прометна површина и за одржување на јавната чистота. Јас лично не сакам да се сомневам дека ова е направено тенденциозно, но сите показатели, ако логично ги разгледувам, да поминете филтри на две министерства и во Трезор и 15,5 милиони денари да завршат на друга сметка, оставам простор дека да суди јавноста дека можно е да има нешто што е направено со тенденција, односно заради тоа што општина Прилеп е раководена од различна политичка опција од она што значи централна власт, дека ова е на некој начин да се потврди сликата која што нереално ја прикажуваат дека локалната самоуправа во Прилеп ништо не работи. Така имавме вчера една дискусија дека секогаш се во јавноста се продава, се сее магла дека локалната самоуправа не работи. На вакви услови какви што се и какви што ги имаме, тоа е максимумот што може да се направи. А овие пречки кои што на дневна основа ги има во функционирањето и работењето локалната самоуправа, се надевам дека ќе бидат отстранети во еден иден период во наредната година и дека нема да имаме дополнително вакви проблеми. Верувајте дека 34,6 милиони денари, повеќе од 500.000 евра, и тоа како значат во последните 2 месеци од годината за да добро се приврши годината, тоа значи уште подобри буџети после 2025 година, затоа што просекот се зема на претходните 3 години, значи во прикреирањето на буџетот во 2026 година, кога не знаеме како ќе биде, кој ќе ја раководи локалната самоуправа, тогаш и на таа следна гарнитура ќе биде многу потешко функционирањето како што сега во 2023 креиравме таков буџет и во 2024 ќе креираме иден буџет кој што се потпира на претходни 3 години. Значи
се преклопуваат периодите на раководење на општината и треба секој да биде свесен и совесен колку што може максимум да се вложи, затоа што не зависи тоа само за неговото портфолио, односно за она што го ветил пред граѓаните, туку зависи за иднината, за потоа, за она што следува. И затоа сметам дека ова треба да ја запознаеме јавност и дека ова ќе има долгорочни реперкусии што сега се прави на, ако може така да се каже, заради добивање на некој дневно политички поен, а на штета на сето тоа се само граѓаните, никој друг.